Вештачката интелигенција веќе ја менува светската, а и македонската економија. Се отвараат нови работни места, но истовремено се укинуваат голем дел од постоечките. Најголем дел од професиите кои ќе исчезнат се оние со повторувачки задачи и оние во центрите за грижа на корисници. Сепак, крајниот резултат треба да биде поголема продуктивност, подобар стандард, побрзи и поефикасни услуги, помалку грешки и поголема транспарентност, но само доколку навреме се прилагодиме на промените. 190 милиони нови позиции глобално ќе се отворат, а околу 92 ќе замрат. Едната професија која што многу интензивно ќе биде барана или ќе се очекува да се знае, дефинитивно е таа што е поврзана со дејта. Data analyst, data scientist, data администратор. Домашните бизнисмени велат дека новите технологии веќе се дел од нивното работење и оти никој не треба да се плаши од промените. Компаниите треба да ја применуваат секаде каде што можат. Не е прашањето дали има некоја стратегија зошто толку брзо напредува, како што кажавме, па така ако јас почнам денес да работам со вештачка интелигенција, а вие започнете утре, никогаш нема да ме стигнете. Тие советуваат, како држава треба да работиме на културата на постојано учење. Едукацијата на пазарот и на вработените се клучни параметри за прифаќање на дигитализацијата. Нашата улога е да демонстрираме дека финансиската услуга може да биде подеднакво брза, едноставна и логична, како секоја современа дигитална апликација. Во МКеш веќе значително ја променуваме навиката на нашите корисници од физичко аплицирање кон целосни дигитални процеси. И да сме ние комплетно дигитализирање, ако целиот екосистем не е дигитализиран, не користи технологија, не е доволно за развој на државата пред се. Сајбербезбедноста е една точка во која што апсолутно се треба да се посветат доколку сакаме побрз развој на технологијата и побрза дигитализација на економијата. Надлежните тврдат дека се силно посветени на модернизација и дигитализација. Министерката за финансии вели дека вештачката интелигенција е составен дел од националната развојна стратегија за 2024 до 2044, која е фокусирана на економски раст, јакнење на конкуренцијата и изградба на функционални институции. Дигитализацијата ја гледаме како основен двигател на продуктивноста во јавниот и приватниот сектор. Тоа значи поефикасни институции, помалку бирократија, подобра наплата на јавните приходи и пофер услови за бизнисите. За граѓаните тоа значи побрзи и потранспарентни услуги, а за економијата поголема доверба и стабилност. Дигиталната трансформација е една од темите на самитот Economist Meetup The World Ahead, кој деновиве се одржува во Скопје.